На местото каде што требаше да се гради карго аеродромот во Штип, сега ќе никне најголемиот агроволтаичен парк на Балканот. Централата Стипион, која ќе биде со моќност до 400 мегавати, ќе се гради во атарите на селата Три Чешми, Варсаково, Криви Дол и Мустафино и ќе се простира на околу 500 хектари земјоделско земјиште. Освен Штипска, централата ќе зафаќа дел и од Светиниколската општина. Со ова Штип ќе стане пионер во искористувањето на обновливите извори на енергија. Затоа што инвестицијата е значајна од неколку аспекти, од енергетски, економски, заштита на животната средина, она која што нам не најмногу интересира е тоа што ќе допринесе за развој на локалната економија, за подобрување на енергетската состојба во државата, од аспект на тоа дека овде ќе работат работници, локални фирми кои што исто така ќе го градат овој проект, кој што се надевам дека во најбрз можен рок ќе започне да се имплементира. Според најавите, со изградба треба да се започне за неколку месеци. Француската инвестиција тешка околу 270 милиони евра е единствено од ваков тип во регионот. Освен што ќе се произведува струја, земјоделците под панелите ќе може да одгледуваат и земјоделски култури, како бостан, тикви и краставици. Под фотоволтаиците кои што ќе бидат инсталирани, кои што се ставаат на поголема височина, може да се одгледуваат одредени земјоделски култури и тоа е многу добро, бидејќи во тој случај не го користите земјиштето само како градежно, туку можете и понатаму да го обработувате, нели? Секако не можете со секоја култура, меѓутоа има одредени култури кои што може да се засадат. Енормниот скок на цената на струја минатата зима пред свршен чин ги стави македонските компании, кои за да го издржат енергетското цунами, единствен спас им беше поставување на панели. Само околу снабдување не очекувам проблеми, но околу цените се е можно. Значи се случуваат работи во Европа, затварање на нуклеарните централи, проблемите со Русија се останати, значи гасот е многу поскап, многу земји произведуваат струја и на газ. Ние ево сега слушам се прават ремонти, барем максимално нашите капацитети македонски да ги искористиме на тоа. Тие не се доволни, сигурно нема да бидат доволни за целата индустрија, туку само за граѓаните и за малите микрокомпании. Изминатиот период Македонија ја зафати фотоволтаична треска, а мека за искористување на обновливите извори на енергија се Штип и Свети Николе. Во Свети Николе 30 компании имат изградено централи, а во Штип во моментот има дури 40 нови постапки за добивање на дозвола за изградба на фотоволтаични централи.